почитувани борци, почитувани присутни, ваши екселенции, ова е денот или на овој голем ден ја славиме храброста и пожртвуваноста на ослободителите на Скопје. На овој голем ден ја славиме слободата. Слободата која што извојувавте вие, ценети наши ослободители, жртвувајќи ги својата младост, своите животи, за да можеме ние денес слободно да живееме. Вие најдобро од сите нас знаете дека борбата за слобода не е лесна и колку многу е потребно да се освои најголемиот човечки идеал – слободата. Орце Николов, Вера Јоцич, Цветан Димов, Раде Јовчевски Корчагин, Александар Урдаревски, Страшо Пинџур, Мирче Ацев, Дане Крапчев, Боро Петрушевски се само дел од многуте борци кои што ги положиле своите животи за нашата подобра иднина и за слобода на нашето Скопје. Во текот на војната овој наш град загубил 4654 сограѓани, од кои што 956 во борбите, а 3698 како жртви на фашистичкиот терор. Скопје го изгуби и речиси целокупното свое еврејско население. И ова се бројки кои што во душа на еден човек раѓаат и тага, но во исто време измешано чувство на гордост. Ова се бројки каде што сме изгубиле една заедница и дел од шареноликоста на овој град, толку карактеристичен како ретко кој град во светот, со собствената шареноликост. Меѓутоа, ова се бројки кои што непобитно кажуваат дека сме ја достигнале кулминацијата во борбата за нашата самостојност, нашата независност, нашата посебност како народ. Вековна борба на еден мал, горд, упорен, достоинствен македонски народ, да ја круниса собствената државност. И токму заради тоа, ние сме горди на нашата историја. И токму заради тоа ние немаме комплекси од нашата историја. И заради тоа што немаме комплекси од нашата историја, не сакаме да исправаме ничии други истории. Меѓутоа не дозволуваме никој да исправа нашата историја. Ние сме покажале дека како народ сме имале основно чувство да бидеме на вистинската, слободарската страна, кога целиот свет бил запатен од лудилото на фашизмот. Затоа, да го славиме овој ден, да ја славиме слободата. Да ве славиме вас, ослободителите, и со вас сакам да споделам една многу добра вест. Новиот мост, кој што се гради во градот Скопје, во продолжение на булеварот Асном, ќе предложам до Советот на град Скопје да биде именуван како мост на генерал Михајло Апостолски, кој што ќе продолжува во булевар 16-та бригада, која што е бригада во која што Ичко Трајко учествувал како ослободител на Скопје. Драги ослободители, драги присутни, среќни сме што можеме со особено внимание се уште заради вашето добро здравје да ги чувствуваме да ги слушаме вашите сведоштва за бројните херојски борби, кои што со неискрен слободарски дух се водеа на денешен ден пред 76 години низ овие наши скопски улици, пренесувајќи ги вашите спомени на идните генерации. 13 ноември не обврзува да го славиме вашето дело, но и да не заборавиме колку е скапа слободата. Нека ни е честит 13 ноември и бескрајно ви благодарам за 76 години слободно Скопје. Да славиме сите заедно уште многу години и никогаш да не згасне споменот на нашите ослободители. Среќен да ни е празникот. Благодарам.